Специјална награда за членовите на фолклорниот ансамбл Китка од учеството на 46-тиот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, што се одржа во Прилеп. Поради пандемијата со COVID-19, фестивалот наместо во почетокот на јули се одржа на 28 и 29 август со запазување на протоколите за заштита на учесниците и на публиката. Годинава поради пандемијата со COVID-19 беа поканети да учествуваат само ансамблите со најголем број добиени награди на досегашните изданија на фестивалот Пеце Атанасовски, меѓу кои е и фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, кој има најголем број освоени награди не само на фестивалот, туку и воопшто во земјата. Па затоа членовите ја имаат честа да го отворат фестивалот во Прилеп. Наградите не изостанаа ниту оваа година. Најмногу освоени награди на ниво на Македонија е токму фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. И затоа честа да го отвори фестивалот припадна токму на нашиот ансамбл Китка од Истибања. Со својот настап Китка и го докажа и потврди тоа, значи сите освоени награди досега се навистина заслужени. И сите учесници, досегашни лауреати, беа наградени со специјална награда Гајдата на Пеце, а тоа представува голем стимул за нашите млади фолклористи. Нашиот фолклорен ансамбл годинава на 46 издание на фестивалот во Прилеп и Долнени се представи со специфични песни и ора од регионот на Истибања. Тука се Густа е магла паднала песната, потоа Малешевското оро, орото на три пати, Моме стои у ливада песната, потоа уште неколку точки кои што навистина се белегот на Истибање и регионот. На фестивалот биле преземени сите заштитни мерки од COVID-19, а се настојувало да се задржи и негува изворниот мелос како една од најголемите традиционални вредности, особено во зачувувањето на традициите и пренесување на новите генерации. Поради пандемијата, преку видеопрезентации на Facebook страницата на фестивалот се одржуваат предавања во рамките на семинарот за изучување на народните инструменти и песни. Темата на видеопрезентациите е традиционалната култура во Прилепско поле. Во рамките на фестивалот, во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков е отворена изложба на традиционални предмети и носии од Прилепско. Што се однесува пак за предстојниот фестивал Истибанско здравоживо, што треба да се одржи од 11 до 17 септември, Митковски истакна дека подготовките интензивно течат и има голема заинтересираност од страна на ансамблите од Македонија и странство за учество на фестивалот.